Асхабите враќа жртвувале многу. Ние ќе кажеме биографијата на Селман ел Фариси, радијаллаху таала, еден од асхабите што прифатил ислам, и тој беше од Иран. Од Асбахан, од Иран беше. Кој прифатил ислам. Значи татко му беше владар на тоа место кај што живееше тој. Беше владар. И беше богат многу. И го чуваше на Селман ел Фариси како женско, велит, ме чуваше. Толку ме чуваше внатре, не ме оставаше, велит, да излегувам надвор, за да не ме погоди ништо лошо, велеше. Толку ме чуваше, додека стана, велит, водич, зашто тие го обожаваа на кого? На оганот. Му се моле на оганот, велит, јас бев чувар за оганот, за да не се гаси. Замисли кого го обожаваа на оганот и требеше на тој бог, мој да биде бог, еден што треба за имат потреба за чувар да не се гаси. Оганот го обожават, а оганот се гаси. И овој вели нон-стоп дрва му фрлев на оганот за да не гаси, да се загрејан, оштар. Вели тоа еден ден, рече, татко ми не можев, рече, да одам каде. Имавме ние една бавча, рече, голема. И татко ми нон-стоп секој ден тој одеше таму. Еден ден не можеше, рече, да оид. Имаше работа и ме пушти мене, рече. Додека одев јас, рече, таму, ми даде и пари и све што имам потреба за да одам, рече, до таму. Зашто многу го сакаше, поминав покрај една црква. И таму ги слушав, рече, како се молее тие, како уче во црквата внатре, рече, ми се бендиса, рече, повеќе од она што го правевме ние, рече. Зашто ова беше све, ништо немаше да го обожаваш на оганот, не знаеш што правиш. Тие изговараа некои зборови, значи му се моле на Аллах, на нивниот начин, како што беше во христијанството. Ми се бендиса тоа и останав, рече, влегував внатре и цел ден тука, рече, не отидов во бавчана. Кај што ми нареди татко ми, рече, да отидов тука. Рече, со ними гледав, се моле и ми се бендиса, рече, и влегов во христијанство. Го прифатив христијанството. Вели, кога се вратив, кај татко ми вели, кај беше во нивата, во бавчата? Не, рече, се сретнав, рече, напад во една црква, влегов тука. И рече, ми се бенди за нивното обожавање од татко, вели, тоа што го обожава е тие, рече, е подобро. Вели, и од нашата вера. Нивната вера е подобра од нашата вера. Татко му рече, не, рече, остај, рече, ти, нашата вера е подобра да го обожаваме оганот, како ние и нашите татковци, рече, порано. Рече, не, рече, јас, рече, имам прифатено, рече, христијанство. Тогаш го врза. Му стави синџир на ногата, рече, ме врза, за да не одам појче, рече, таму, во црквата, не ме оставаше да излегвам од куќата. Замисли. Сега овде е примерот на еден што го ја барат вистината. Жртвуват, додека стана и роб, после ќе кажеме накрај. И вели, ме врза и му пуштив, рече, една порака преку некои луѓе, рече, на оние во црквата. Зашто ги прашав, од кај ви е основата на оваа вера, христијанството, од каде е? Рече, од Шам. Од Шам. Дамаскус, овие места што се Јордан, Дамаскус, овие сите Шам се викаат повеќе места, Палестина, тука влегуваат, значи Шам е целосно. Кај е, вели, потеклото на оваа вера? Вели, во Шам, таму. Рече, кој ќе дојде некој од таму, ако иде некој од Шам, рече, да ми кажите за да одам со нив. Да бегам од овде и да одам со нив во Шам. И рече, кога дојдоа тие од Шам, една група, рече, ми дојдоа тие, ми кажа дека се дојдени тие. Рече, се одврзав некако со сила од синџирот, рече, ја истаев и отидов директно со нив и се качив и каде? Во Шам. Оид во Шам. Таму оид кај еден голем поп, што го обожаваше на Аллах за да учи. Зашто му вели, јас сум дојден во оваа вера да ја барам вистина, да го обожавам на Аллах, вели, на вистинско обожавање. Вели, седи со мене. И седи со него, му служи, ти учит од него, седи дека да умри. Ама тој веќе беше многу лош човек. Лош поп. Ги наредуваше на луѓите, рече, за да даваат зекат, садака, што правеше тој? Рече, ги земеше тие и ги криеше за него богатство. Додека напол на колку, рече, 7 големи, вели, тенџериња со пари, со злато и со сребро. Кога умре, рече, луѓето сакат да го закупат.
И тогаш Селман ел Фариси беше праведен. Рече, пред да го закопате на овој човек, јас да ви кажам дека овој биде најлош човек. Како рече, тој беше лопов, рече. Како бе лопов ти ностоп со него? Абе, јас ви кажувам дека тој беше лопов, ви наредуваше рече за садака, за зека да давате вие. Тој свето тоа го крадеше и го земеше за него. Рече, доказа ова, дојде со мене во магазинот, рече. Таа во магазинот гледа таму 7 тенџериња големи, казани, со злато и со сребро. Тогаш вели, валај, нема да го закупаме овој. А овој во земја не влегуваат. Овој вели што, ќе го ставиме во крст, вели. И вели потоа со камења ќе го мавниме. Дури да го скршиме, да го уништиме целиот. И не го закупа. После стави некој друг, вели Селман ел Фариси, тој беше многу побожен човек, се додека му дојде последните моменти. Не рече, кај да одам? Рече, оди во едно место, зашто немате останато, рече, некој друг што го обожаваат Аллах вака исправно, рече, освен еден човек, рече, еден поп, таму каде? Во Ирак, рече, во едно место во Ирак. И отидов, рече, кај него, и тој беше добар кон него, рече, после, кога му дојде последните моменти, рече, и него го прашав, кај да одам, рече, оди ваму, во еден друг поп, рече, ко стигнав и кај него, и тој му дојде, рече, зашто овој млад беше, му дојде, рече, последните моменти и умре, кај ми наредуваш да одам, рече, кај четвртиот, рече, види, синко, немате останато во овоја земја, рече, што можам кај некого да те пратам, да учиш за ова вера. Него, рече, е доближено времето да излегвите еден пратеник, велит. Доближено времето да излегуват, да излезите еден пратеник на Аллах. Тој ќе излегви, велит, во едно место, му кажуваат за каде? За Мека. Потоа, велит, овој што ќе прави хиџра, велит, во едно место што камењата му се црни, велит. Значи, Медина имат, така е како вулкански камења имат, црни во Медина. Велит, таму тој ќе се пресели, ќе прави хиџра, велит, и местото таму во Медина му го пропишви сега, како што пишит во каде? Во Теурат, во Инџил, како што пишит, му го препишуваат местото како што е. Таму, велит, имат палми. Имат палми многу, велит. Велит, само кај него. И велит, му кажуваат дека има тој некој, за да го познаваш дека е тој пратеникот на Аллах, што му кажуваат? Прво, велит, тој садака не прифатвит. Садака, дојде некој да му дават садака, пратеникот имаше забрана да примат садака. Рече, тој прифатит хедија. Поклонот го прифат, ама садака не. Затоа, зашто садакато што е? Чистота на богатството од луѓето. Ако имат некој харам, Аллах субхана таала према садакато, го чистит тоа богатство. И валканото богатство, валканото нешто, немој да му се дават на пратеникот на Аллах. Затоа пратеникот саллаллаху алейхи селем го имаше, забрането му беше да ја прифатит садака. Хедија, рече, да и меѓу рамената, рече, има тој што? Печатот на посланството. Печатот на посланството, имаше еден печат, пратеникот саллаллаху алейхи селем меѓу рамената. Тоа му беше како крената месо, му беше. Ќе кажеме после детално како изгледаше некогаш на пратеникот саллаллаху алейхи селем. Битно, велит, овие се знаците, рече, како да одам, рече, таму ќе треба да одиш. И дојдат, велит, некои луѓе од Медина, рече, и се договоривме, зашто имав богатство, рече, имав пари, се договоривме да ме носат, рече, да му дам пари и да ме носат каде? Во Медина. Тие што ме направи, рече, сред пат, рече, ме преварие. Ме зеде богатството све, рече, ме ставие како роб, ме врзае, рече, и ме продадое каде? Во Медина, рече, кај евреите, кај еден јehudија, рече. А мисле, беше слободен човек, стана роб само во истражување на вистината. Како да го обожавам на Аллах на исправен начин, стана роб. И вели, кога отидов таму, рече, секој ден, рече, душата и ушите ми беа да слушам кога ќе излеги, кога ќе дојде овој пратеникот на Аллах. Рече, и еден ден додека бев, рече, качен на дрво, рече, слушам овој, вели, што бев слуга кај него, рече, разговара со еден друг евреин, рече, дека има дојде на овој пратеникот и тие многу почна, рече, да го мрзат и да го вреđаат на пратеникот, саллаллаху алейхи евреите. Зашто тие сакаат да бидат пратеникот од нив, од евреите, не сакаат да бидат од арапите. И го вреđаe на пратеникот саллаллаху алейхи. И овој рече, слушна, рече, и
ќе паднев рече од дрво. Рече го слушнав дека е дојдем, рече ќе паднев од дрво долу, рече побрзо да слегвам, рече да ги прашам што е работава. Рече кога слегав долу од дрвото, ги прашувам што е работава, го прашам на газдата што е работава за овој. Што те интересира, рече тебе, име мавна, рече еднаш, ајде каји се рече на дрво. Нормално слуга. Каји што те интересира, рече ти тебе. Се каји на дрво, рече нема гајле, рече најдов начин како да одам кај пратеникот Салаллаху кај бе собрани во Куба. Дека собрав неколку урми. Сега да го тестира дали е пратеник на вистина или не е пратеник на вистина. Ова биографија кога му покажа самиот Сельман ел Фариси на пратеникот Салаллаху алейхи ве селем многу се израдов. На колку тој мака имат видено само за да дој кај пратеникот Салаллаху алейхи ве селем. Рече кога му кажа ова биографија, рече не прво рече зедов урми и отидов да го тестира. И му велев ја Расулаллах, ја Мухамед, не му велев, зашто не знаеш уште дали е пратеник. Му велев ја Мухамед, ти донесов рече садака. Урми нешто, садака рече се. Пратеникот Салаллаху алейхи ве селем го види, го гледат и му вели на асхабите, на другарите, јадите вие рече од ова. Гледам рече, не јај тој рече, на асхабите сите јаде, тој не јај, рече, ова е првото. Што кажавме дека пратеникот не јај од садака. Вториот ден рече отидов пак. Собрав пак урми и сега да го тестирам дали прифати хедијата, како што ми кажа тој попот таму. Рече, овие се хедија, неколку урми, о Мухамед, да јадиш, рече. Пратеникот Салаллаху алейхи ве селем рече, почна да јадите од тие урми и му даде и на кого? Му даде и на асхабите. Јадите и вие, и тој јадеше, и асхабите. Ова е второто, рече. Третото, рече, третиот знак, како да го видам сега она, печатот од посланството позади. И вели пратеникот Салаллаху алейхи ве селем својата облека имаше откриено, рече, малце назад, рече, делот. Рамената. Рече, не можев да го гледам, рече, убо. И се вртам, рече, одам околу него. Пратеникот Салаллаху алейхи ве селем го гледат се, и знајте што барат овој. Го гледат и ја откри целосно, ја откри облеката за да видит печатот на посланството, меѓу рамената на левата страна беше повеќе, велат асхабите. Кон левата страна беше повеќе тој печат. И тогаш вели Сельман ел Фариси, ашхаду ан ла илаха илlallah ва ашхаду анна Мухаммеден абдуху ва расулуху. Пратеникот го праша, што бидна? Рече, јас се мачам, рече, со време, рече, за да дојдам кај тебе, рече. И му е покажет после цела биографија. Како дојде до кај пратеникот Салаллаху алейхи ве селем. И ова ги радвеше многу и асхабите. Ова го пренеси, кој го пренеси? Ибн Абас го пренеси, дека Сельман ел Фариси сам му го има покажано и него. Ова. И асхабите го пренесе, брача. Значи, ова вера, асхабите многу има жртвувано. Овие нашите искушенија што имаме ние секој ден, овие се благо. Баклава, имам кажано. Ништо не се према искушенијата што има асхабите. Значи, тој беше стана и роб само за да се види со кого? Со пратеникот Салаллаху алейхи ве селем.